Добро вечер, почитувани гледачи. Минути за најновите информации од домашната културна сцена. Во рамките на одбележувањето на 80 годишнината на Драмскиот театар во Скопје се одржа промоција на книгата Да живее Долна дупка на легендата на македонската театарска и филмска уметност Коле Ангеловски. Книгата е своевидна збирка на 4 комедии кои Ангеловски ги напишал во последните десетина години. 2 од нив веќе се поставени на сцените на македонските театри. Во Драмски театар беше одржана промоцијата на книгата Да живее Долна дупка на легендата на македонската театарска и филмска уметност Коле Ангеловски. Книгата е своевидна збирка на 4 комедии: Да живее Долна дупка, Аферата Рекет, Аферата Ладен шприцер и Птица со главата меѓу нозе. Од нив 2 веќе се поставени на сцените на македонските театри. Комедијата Птица со главата меѓу нозе премиерно беше изведена во неговиот матичен театар, Драмски театар. Птица со главата меѓу нозе говори за растргнатоста на индивидуата меѓу сегашноста и минатото, за пандемијата, економската криза и за социјалните превирања во нашата земја. Да живее Долна дупка премиерно беше изведена на сцената на театар комедија и веќе доживеа десетина представи. Оваа комедија успева со леснотија и хумор, а сепак жестоко, низ сатирична визура да ги согледа и да ги представи нашата посттранзицијска стварност, општествените аномалии и отсуството на вредностите. Темата тоа е збирка од 4 комедии, современи комедии, 4 комедии кои што се бават, чија тема е она што денеска нам ни се случува во Македонија. Значи, различни се приказните, но темите се исти и многу современи и многу допираат до луѓево, затоа што 2 представи од тие 4 кои што се во книгата веќе се одиграни. Тоа е Да живее Долна дупка и Птица со главата меѓу нозе. И според реакциите на публиката, многу добро реагираат и многу, како се вика, поготово за Долна дупка, реакциите секогаш им се се скинавни од смеење, се е добро, убаво е, ама многу е жално. Коле Ангеловски е добитник на голем број награди, од кои ќе ги издвоиме наградата 11 октомври, наградата 13 ноември, награда за животно дело Војдан Чернодрински и други. Од 1967 година до неговото пензионирање работи во Драмски театар во Скопје. Има играно над 30 театарски и над 40 филмски улоги. Како режисер во театрите низ Македонија има режирано над 130 представи. Излезе од печат најновиот роман од истакнатиот македонски писател Димитрije Дурацовски, насловен Понекогаш се враќаат. Книгата е во издание на Арс Либрис, дел од Арс Ламина публикации. Понекогаш се враќаат. Новиот роман на Димитрije Дурацовски сведочи за едни минати времиња кои навраќаат сладко-горчливи спомени за луѓе кои минале низ неговиот живот и оставиле длабока трага. Понекогаш се враќаат е роман чие дејство е втемелено во една струшка куќа и за многуте животи и смртти што минале низ неа, за предметите, за собите и за фиоките од кои се прелеваат приказни, за враќањето кон себе, кон корените и кон најдлабоките слоеви на сеќавањето. Дурацовски во книгата го замолува читателот да ја прифати веќе воспоставената ограда дека секоја сличност со постојните личности е случајна и да ја прифати моралната склоност кон распадливиот живот како добронамерна. Се зборува за една куќа, за тоа кој влегувал во таа куќа, за нивните судбини, а сето тоа се рефлектира на мене. Книгата е она што сега модерно се нарекува автофикција. Значи, вистините настани, понекогаш се изместуваат и одат во некој магиски реализам, во некои нестварни сфери кои не окружуваат кога живееме
во тие простори кои ги населуваме. Јас живеам сам во таа куќа, во тие 7 соби и 2 ходници. Таа куќа е преполна со книги и со слики. Влегувале многу луѓе во неа и оставале траги, оставале своји дела, своји слики, своји ракописи. Сето тоа го има во книгата. Промоторката на книгата Ангелина Бановиќ Марковска истакна дека понекогаш се враќаат не е класична автобиографија, туку поетика на сеќавањето во прво лице, носталгична реконструкција на минатото и стилска потрага по изгубеното време, по оние безмалку прустовски простори на меморијата, каде што минатото ја сретнува сегашноста и продолжува да живее во неа, како да не познава граници меѓу времињата. Се работи за човек и писател кој едноставно не раскажува приказни, туку создава светови. Меланхолични, обсесивни, сентиментални. Ова всушност е една и од ретките книги на Димитрije Дурацовски во кој тој не користи нешто интермедијално, значи нема фотографии, нема слики. Едноставно е направена само од зборови, можеби од различни фонтови кои треба да сугерираат присуство на друг жар, но она што е многу интересно е тоа дека фотографијата е една од темите преку која тој се враќа во минатото и ги истражува заправо своите обсесивни теми, повторно ги прикажува. Во центарот на романот е куќата, меѓутоа во центарот на романот е и самиот автор, затоа што тој е идентитетот на неговото писмо. И ова всушност е поетика на неговиот сентимент. Понекогаш се враќаат е 6-та книга на Дурацовски во издание на Арс Либрис, дел од Арс Ламина публикации. Минатата година беше објавен неговиот хибриден роман Околу 3 по полноќ, прва публикација по пауза од 1 деценија. На 11 јуни во Културно-информативниот центар во Скопје беше отворена изложбата на ликовниот уметник Ненад Тонкин, насловена како Простор Тишина, која се состои од ахроматски колажни релјефи изработени од архивска фајн арт хартија. Простор Тишина има за цел да го води гледачот во имагинарни простори, каде низ тишината треба да прозвучи неговата лична интерпретација на делата. Ова е мојата 10-та самостојна изложба, која што е наречена Простор Тишина во Културно-информативниот центар во Скопје, отворена на 11 јуни, а ќе трае до 24 јуни. Инаку, иако е 10-та, ова е моја прва изложба која што е со зидни дела. Обично јас работам скулптури и сценографија, а по тоа луѓето ме знаат. А ме знаат и по тоа дека и рециклирам материјали, па така да идејата за оваа изложба дојде од тоа што јас работам со оваа хартија, принтам на таа хартија и остатоците од кроењето на тие фотографии и илустрации, решив да не ги фрлам, да почнам да ги соберам и така некако се изроди идеја. И втората работа е, зошто се нарекува Простор Тишина, дека некако да си најдеме простор сами за себе во некаква тишина, да се смириме од работите кои што ни се малку динамични и наметнати во ова чудно време. И не треба да завршиме во болница за да ни текне да се ставиме прстот на глава, туку да видиме превентивно на време да ги решиме работите. Така што секој кој ќе дојде да посети некако може своето лично да го види да го рефлектира во овие дела и затоа се тие со бела хартија, не асоциативни, нели? Туку секој сам да си пронајде нешто, па да си види можеби боја, можеби сенките, светлото, тоа. Тоа беше се што ви подготвивме за денешното издание на Вестите од културата. Останете во добро расположение со програмата на телевизија Алфа. Од мене пријатно.